Низ работилница со конкретни примери и совети, денеска стопанствениците од Прилеп имаа можност да се запознаат со предностите кои ги нуди пристапот до европските фондови. Не сме задоволни со процентот на досегашната искористеност на тие фондови, истакна раководителот на секторот за соработка на делегацијата на Европската Унија Никола Бартолини, но се надеваме дека ваквите посети ќе им помогнат на стопанствениците побрзо да се определат кон ориентацијата кон Европа, а и до помошта која таа ја нуди. Целата наша помош која нудиме за оваа земја, 40% од средствата се насочени кон локалните заедници. Гледаме дека многу тоа е направено, но сепак се потребни уште многу подобрувања во таа насока. Најзначајно нешто во однос на успешно реализирани проекти за локалната самоуправа пред се е инвестицијата во човекови ресурси. Пред се тоа треба да бидат млади луѓе кои што ќе бидат обучени за да може да работат со ваков вид на проекти, а исто така е многу значајна инклузивноста на сите заедници во решавањето на конкретни проблеми преку овие проекти. Делегацијата на Европската Унија е тука да ни помогне да ги препознаеме нејзините можности во сите сфери на нашето живење. Затоа и апелот на прилепскиот градоначалник Илија Јовановски до граѓаните беше во оваа насока. Мислам дека Европската Унија има повеќе фондови за нашите граѓани, за нашите невладини организации и сите стопански субјекти во нашиот град. Ние како општина Прилеп и јас лично како градоначалник ќе се заложиме за да направиме амбиент, да направиме услови за имплементација се она што ги имаат нашите стопанственици замислено да го остварат во смисла на подобрување на инфраструктурата, најчесто тоа патната инфраструктура, понатаму сменување и на деталните урбанистички планови во градот и организирање на вакви средби како што е ова денешнава за промовирање на се она што е финансиска конструкција и начинот како да се дојде до европските пари, како да се имплементираат и како да се потрошат европските пари. Предностите кои ги нуди влезот во Европската Унија за земјоделците денеска ќе бидат презентирани и од амбасадорката на Република Австрија во Македонија Ренате Коблер.